Бајколент. Аудио бајке. Двајца браќа. Еднаш, многу одамна, во едно село си живееја двајца браќа кои многу се сакаа и се почитуваа. Живееја во дрвени куќи еден до друг. Постариот со својата жена и деца, помладиот сам. Од изгреј сонце до зајди сонце работеа заедно на земјата која ја наследија од своите родители, а меѓу нив никогаш немаше расправија или љубомора. Дури и тогаш, кога имаа мали несогласувања, никогаш не оставаа сонцето да зајде пред да се смират. Кога дојде време за жетва, двајцата браќа ги зедоа своите српови и почнаа да го жнеат овесот. Жнеја и собираа класје, кои потоа ги врзуваа во големи бали, кои ги редеа внимателно една врз друга, правејќи два совршено исти купа. Кога сонцето зајде, секој брат се врати во својата куќа. Меѓутоа, таа ноќ помладиот брат не можеше да заспие. Дали беше правилно тој, кој требаше да се нахрани само себе си, да добие исто толку овес колку својот брат кој мораше да обезбеди храна за цело семејство? И така стана, па гледајќи низ прозорецот, на слабата месечева светлина ги виде двата купа, сосема исти, па воздивна. Јас сум еден, а брат ми има жена и деца мали. За мене се и повеќе од доволни моите бали. И така, под закрилата на ноќта, излезе од дома и се прикраде во полето. Таму, зеде неколку бали од својот куп и ги дотракала до другиот куп. Сега е многу подобро, рече задоволно, па се врати во кревет. За некое чудо, и брат му тогаш лежеше буден. Зошто не спиеш? Го праша жена му, која го сети како се превртува немирно во креветот. За брат ми мислам и се нешто ме плаши. Што велиш да му дадам неколку од балите наши? Ако така мислиш, од нашите неколку кај неговите стави. Само немој да ги разбудиш децата додека тоа го правиш, му одговори таа. И така, тој се облече тивко, на прсти излезе од куќата и стигна до нивата само неколку минути откако неговиот помал брат си замина од таму. За малку се разминеле. Постариот брат дотркалал неколку бали до купот на својот брат и се врати дома целосно среќен. Тогаш, само што ја допрел перницата, заспа. Следното утро, двајцата браќа си ги зедоа срповите и заминаа на нивата каде што беа оставени балите. Никој од нив не знаеше што направил другиот. И обајцата беа вчудовидени кога видоа дека двата купа беа сосема исти. Ги обиколуваа, ги гледаа ту од една, ту од друга страна, но не можеа да најдат никаква разлика. Вечерва пак ќе го направам истото, си помислија обајцата. Таа вечер, откако ја завршија работата на нивата, се збогуваа и си заминаа во своите куќи како и обично. Но штом падна мрак, и обајцата дотрчаа до нивата и почнаа да преместуваат бали во брзаница. Во еден миг, двајцата се судрија еден со друг. Оф, извика постариот. Што правиш тука? Рекоа истовремено. Кога секој објасни што направил, прснаа да се смеат и се прегрнаа. Потоа рекоа: брат брата не рани, ама тешко на тој што го нема, така се вели. Парите и богатството вредат само ако има со кој да ги делиш. Најскапоцениот дар на целиот свет, се знае, искрената е љубов братска за секогаш што трае. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.